Море. Се наљутил сме ти Илија денеска нешто. Дали има нешто сме му сгрешиле? Чука, треска, кука, господе. Нека треска. Нека грми што сака нека прави. Само кај нас да не е. Ова луѓе тука некаде. Весела! Да, чорбачике. Ајде, донеси ни по едно кафенце. Ете, готово е. Повелете кафе. Сполајте, веселке, сполајте. Ајде на здравје, нека ви. На здравје да си имаш. Така. Галима се изладило, бе. Кој е пак овој сега што тропа? Леле, некој од вај чекал да преврне и да дојде. Зортлија некој, а? Ги знам. Идат да барат пари на заем. Слушај, немој да ме боцкаш, да им давам. Јас пари не давам. Јас сакам да ме издегуваат ниту од кесето, ниту од раката. Така да знаеш. Кој беше? Јас му велам тој да ви каже, а тој не сме. Што не сме? Што, кој бе? Кој не сме? Не сме, чирекот не сме да ви каже. Што да каже, не бре? сме, Што бре, туку тропаш? Што? Па, дукенот ви изгоре, чорбаџио. Што рече? Што збориш, моли? Дукенот ви изгоре, чорбаџио, вашиот дукен. Пара, каде, кој дуќан, чиј дуќан? Кој дуќан? Вашиот дукен, твојот дукен. Мојот. Чека, бе, знаеш ли што зборуваш? Да не е на трпета, оти до нашиот е. Тој му се пристолило дека е нашиот дуќан. Да не е на трпета дуќано. Не е на трпета, чорбачике. Што На е, мале? трпета ич не го фатил. Чека, бе, како? Нашиот, мојот дуќан изгорел? Твојот, чорбачике. Не може да се мртвам! Трпана! Господи, што ти сгреши, бре, Господи! Господи, слушај, дај ми ја пушката, да се отепам. Спири се, домајки, Не ќе се обесам. Ќе се работиш во бунено, ќе се вела. Не, чорбаџио, смири се. А како изгорел, бре, од што? Па, чирекот не знае да каже од што изгорел. Как мори не знае да каже од што изгорел? Ама сигурно ќе да е од гром. Од гром. Не гром. Гром, тешко носо. Велиш од гром? Гром во Коприва не удира. Абе не бе, домаќине, па не ни од Коприва дуќанот. Од убави така дрва греди. Доста, моли, доста, не туку тропај, не ми скорива јадови. Слушај, дај ми ја, еве ми ја капата да си ја зем. Дали има префарна, да скини сам ја додам. Остете ви седете тука. Јас имам работа. Домаќине, ајде, иди, Чорбаџио. што е работава? Ајде. Ај. Ама бре, вистина ли? Ама бре, што е ова што те снајде? Вистина ли е ова што го чув, рекол? Како било? Од што? Ајде, седне, реком ши. Место во оваа куќа за душмани нема. Чекај, бре, и Ти овче е бе... домаќине, бе. Што зборуваш, бе? Абе, умот ли ти се сврте кои душмани, бе, домаќине? Зошто вака, пријателе, зборуваш? Немој така, па комши сме. Јас дојдов да поможам, ако треба, со пари, али со работа. За лошо, заедно, комши. Да. Први соседи се. Да. А и дуќаните ми се еден до друг. Беа еден до друг. Сега е само вашиот. Мојот го нема. Изгорел. Да бе, јас знаев дека цело време сум ти тебе трн во око и дека сакаш да ме тргнеш со сетуќанот. Ама, пријателе, па зошто вака зборуваш, пријателе? Немој на правда Бога да грешиш душа. Што сум ти изгрешил? Кажи со арно, со лошо, со што? Слушај, ако душманите не сакаат да излезат од оваа куќа, тогаш ќе излезам јас. А ние со тебе ќе се видиме на друго место. Да знаеш, на суд ќе се видиме на суд. Така да знаеш. Проштевајте.
Мака. Леле, не среќа што нас најде. Доста. Седнете. Тоа е се што имавте да кажете. Ве слушнав. И едниот, и другиот. Сега не знам кој лаже, а кој ја зборува вистината. Ама дома си бев, господин судниче, ручав. Сите дома знаат, нели сите ви кажа? Домашните сведоци не можат да ти бидат. На кого да му верувам? На жена ти? На децата? На мајка ти? Ич не бидува работа. Абе, и на трепки да ми се обесиш не ти верувам. Чунките знам јас тебе. Ти од век ја имаш таа желба да ми земеш мене се, и дуќанот, и парите, и се. Ама да знаеш, сега јас ќе ти го земам тебе, и дуќанот, и стоката, и парите. И Апсана, ќе те клам да лежиш до крајот на животта си. Доста! Јас судам овде, а не ти. Седни. И застани, не зборувај, зашто и тебе немам на што да ти верувам. Може и ти измислуваш. Сите велат дека удрил гром во дуќанот. Кој сите? Кој вели, господине судниче? Па, никој не видел. Вистина, времето беше лошо. Дуваше, врнеше, трештеше, грмеше, ама јас знам дека тој го потпалил. Јас? А ти си видел ли? Со своји очи си видел дека јас сум го потпалил дуќанот? Како не ти е срам, бре? Како имаш срце такво нешто да ми кажеш, бре? Ама чекај, бре. Јас не видов со мој очи, ама имам човек што видел со своји очи. Има и таков, а? Имам. Ај доведи го овде пред мене, пред мои очи, да кажи и да му го видам јас суратот него. Чекај. Велиш, имаш човек кој видел со своји очи? Имам. Со своји очи видел. Тоа веќе може да биде сведок. А каде ти е тој човек? Еве го, тука надвор чека. Седнете. Викни го сведокот. Сведокот! Позарем, овој кривоклетник ќе го брани господин судниче. Овој дете од мајка ќе украде. Од арамија по арамија, брате Јонче, да те брани. Позарем, толку ниско падна, бре, брате Јоване. Доста! Глас да не ви чуем. Овде има ред. Кажи, што имаш да кажеш? Вистината и правината имам да ја кажам. Тоа од мене, ништо друго. Знам. Ајде да чуем. Си го видел ли како го пали дуќанот на Јована? Го видов. Со своји очи го видов. Значи, вака беше. Надвор беше облачно. Грмеше. Гледам, почна да капка надвор. Врне. Ај си велам, ќе го затворам дуќанот и ќе поседам тука да преврне. Кога гледам едно време, трча, доаѓа наваму. Ај си велам, заборавил во дуќанот негов нешто, белким ќе си земе. Ама не, застана. Погледна на сите страни и зеде една ракатка слама, ја запали и ја бутна под вратата. Да, ја бутна и побегна. Така.
Така, а за тоа што вели дека ручал дома, не е лага. Може да ручал дома, имал време да побегне и да руча. Може да каже што сака и да лаже, ама од вистината не се бега, господин судниче. Што велиш на ова? Се е кажено, господин судниче. Шо да велам? Кај што има сила, нема правдина. Колете, бесете. Ми слушай, ти кажам, тоа е чисто ристо ми викаше, дека кажемо, шпи. Ајде, поверете. Кај си ме меđe, бе? Седи, Бујрум, седи трошка. Седи. Слушај, ќе седнам, ама само малку, ти имам работа да ви кажам. Еди, јас сакам да те пофалам нешто, бе, пријателе ми. Кажи. Од кога го поднови Дуќанов, да ти кажам право, многу гости поча да вртиш. Се поднови. Нека се живи, пријатели. Собрав некоја пара, убаво. Така. И за тебе, пријателе, слушнав убава работа. Многу арно си го суредила рамијата. Се му зедов. Нели? И Дуќанот, и стоката, и парите. Се. Така и му треба. Ту кажи ми, оти куќата не му ја зеде, бе? Куќата, не сакав да одам до таму. Да ти кажам право, да беше некоја куќа, како куќа, ќе чинев, ние, ќе му ја земев. Туку да не е куќа, туку мутвак. И ти велиш, меаджи, со своји очи го виде. Абе, како што те гледам сега тебе, ева. Да одам јас да станам, гости чекат. Ајде. Тере работа. Мајката. Каков човек е, бе. Шо човек беше, јас да ти кажам право, пријатели, никогаш не сум верувал дека на такво дереже ќе падне, дека туку долу ќе падне. Кажи ми, колку го осудија да лежи? Не многу. Малце. 5 годинки. 5? Ама знаеш зашто? Затоа што се му зедов. Дуќанот, парите, се. Јако, инаку знаеш, ќе лежеше троа појќе. Така е, малку е осуден, малку. Барем, занаето ти го врати. Ај, што те слушам. Па тој во ништо не можеше со мене да се мери. Си го знам јас занаетот. Да ти кажам, по тоа неговото Дуќанче, знаеш што направив јас? Дуќан. Така е. Значи, имало правда. Ајде да живееме. Ајде, на здравје. Да пиеме уште по една. Ајде уште по една. Јас честам. Ти честиш? Јас. Ајде, пикни. Меаджи! Ајде дој си уште по една бела. Јас честам. Трпејце, мори. Не одбегнувај ме, мори, жено, не лути се. Не ти се лутам тебе, што имам да ти се лутам. Се лутам на животот мој, на судбината моја што ме снајде. Па добро, бе, ние ли сме виновни? Мажот ти сгреши. Сгреши. Затоа ќе си трпите сега. Ќе си трпите. Сгреши. Вистина сгреши, да ти кажам право, вистина сгреши, што не го запали вистински Дуќанот. И тоа знаеш што да направи? Што се мажот ти внатре да го запали, да изгори тој. Боже! Тоа сгреши. Слушај, море жено, за Арно дојдов да зборуваме, за Арно, не за лошо. Арното си го видовме од вас. Колку Арно ни направивте, толку Арно да си видите. Ама помина и тоа. Еве го, кај да е. Ке си дојде, нека се живи пријатели, ке кренеме глава пак. А за Арното го видовме од вас. Што ми текна да зборувам со неа, Господе Боже, чурук жена. Оној се вратила, а ти не кажуваш? Што имам да ти кажам, али пак ти? И Дуќан веќе зел под кирија.
И работата Арно му врви, и се... Абе, колку и да работи, мене не може да ме стаса. Години работа му требаат. А она негована се напрчила, Божем царот од војска и се вратил. Еј, Господе Боже. Абе, ти реков, запали куќи? Муабет, ич не икем да прави. Добро де, Арно. Само сакав да кажам. Абе, види, нема што да кажуваш. Ајде, отидов јас на дуќата. Рано ти е за надуќам, ве домаќине. Ако не, ќе одам мејана. Значи, договорени сме. Договорени. Еве, јас сега ќе ви платам за ова. Ако направите како што треба, и ќе ви надплатам. Оти мене сега ми трна работата, не берете гајле за ова. Добро? Немај парите. Значи вака. Сега вие чудите пред мене во мејаната. И гледате да не сгрешите, оти мејанџијата е тој што ме накодоши заедно со Јован. Знаете? Е така. Значи вие чудите, не ќе дојдам јас. Ако го фатиме едниот, ќе се открие и другиот. Разбрате? Договорен? Разбравме и договорено. Ти да дојдеш понастапно. А, така. Верете гале, јас ќе влезам токму кога ќе треба. Ајде. Договорено. Убаво седнавме понастрана. И да дојде некој, нема да чуе што зборуваме со мејанџијата. И внимавај сега што зборуваме и што ќе кажеме. За да не се сети дека сме пратени од некого. Заповедете што ќе посакате од мене. Знаете, сакам да си ги угостам гостите што прв пат се овде кај мене, за да ги услужам, па после да ме паметат поубаво, нели, пак да ми дојдат. Така треба. Се поред, нели? Се поред. Така сакаме. Од каде сте вие? Тоа не прашувај. Од далеко, многу далеко. Од далеко? Далеко. И па што лошо, мислам, што Арно ве донесе во овие наши места овде? Слушај ме, Анджи. Ајде сега ти, оди донеси по една, па после кога ќе донесеш, ќе седнеме и еден убав муабет ќе си направи. Така е подобро, знаеш, кога ќе фрли човек една-две, полесно тече муабетот. Ајде се. Со овој не ќе биде тешко. Муабет чија е? Како да каснал многу од кокушка. Ќе каже. И да не сака да каже, ќе каже. Еве, поведете, еве ракијата. Стигна, мезето се прави, се поред, нели? Се поред. Чекај. Така. Седни. Сакаме да те прашаме нешто. Еве, прашајте ме пред вас сум. Слушај, ова место е кај што заминуваат сите од ова село. И малку работи има што не знам. Не? Од оние што наминуваат, знам за оние што не наминале. Разбираш? Та и затоа сме дојдени кај тебе.
Оти досега секаде кај што бевме, немавме среќа. Да. А и сега, ако не свршиме ништо работа, ќе кршиме глава понатаму. Добре, чекајте, кажите зашто се работи и јас. Ако можам да ја свршам работата, ќе свршам. Ако не можам, ќе ви кажам, не можам и готово, што? Како што те гледам, вака, ачик, човек ми стоиш. И знам дека не ќе морам да ја вртам работава од околу. Кажи ми ти мене, има ли некој по селово што ќе сака за дебели пари да сведочи за мене, а? Чекај, бе, што? Зашто се работи сега ти? Што бега имаш направено? Да сведочи и да не прашува што сум направил. Парата е дебела. Не сте го погрешиле место, тука сте. На право место. Кажи, брат. Ајде, кажуј. Јас? Ти? Јас, бе? Мене не ми се верува дека ти ќе можеш да ја свршиш таа работа. Слушај, да не сакаш ти да не предадеш на власта и кажи и не лажи не. Слушајте, бре, јас сум тој и да има некој друг, јас не испуштам таква пара, разбирате ли? Не. Мене, брате, ова не ми се верува. Овој сака да не предаде нас на власта. Чекајте, бе, луѓе, бе, чекајте, бе, не ми е прв пат оваа работа, бе. Не, бе, не. Многу лесно те најдовме, затоа не ми се верува. Ајде. Слушајте, бе, да ви кажам, еве, последниот што го испратив, еве, дојде пред 1 година. 5 години лежеше внатре. Зандара, сакам да кажам. Го знаете кој? Да, трпи. Кој му е крив ако му е такво имот? А трпе го вика, што бе? Трпе го вика, бе, бразе, бе, што да вика? Сега да видиме Меанџио. И јас си најдов сведок. Сега, Јоване, што да правиме? Да те оставам сам да си пресудиш. А пресудата ја знаеш. Ке лежиш 2 пати колку него и ке му вратиш се она што си му го зел. Така ли? А тебе, Меанџио, башка ке ти судам. Едно знам, бидејќи сте големи другари, нема да ве делам. Ке си правите друштво и ке жалите за убавините што сте ги поминале на туѓ грб. Така ли? Па, Јоване, велат, гром во коприва не удира. Ама ете, удри. Ти не си дрво, ама коприва си. И ете, удри гром во коприва. Ама коприва.